Во Делчево, 1921 година, за прв пат по иницијатива на тогашниот претседател на општината, се формира Соколското друштво, кое што на почетокот имал спортско-културен карактер. Тој период се оформува и чаршијата на нашето мало градче, па и самите тогашни наши сограѓани веќе имале потреба од ваков вид на здружение, кој ќе има возможност слободното време да го користат за спорт, забава и рекреација. Соколската организација во Делчево ги имала истите белези и форма на работење како и големиот број на вакви здруженија низ Европа, каде живееле словенските народи. За да ја продолжиме приказната за понатамошниот тек на работење на соколите во нашето градче, првен ќе дадеме пошироко објаснување на нашите сограѓани од каде потекнува Соколското здружение, кој го покренува тоа здружение и зошто. Јас сум син на еден од соколите, роден сам 1931 година. Читална тука имаше, тука вежба. Читална у чаршијата. Што справи имаше тоа? Баш дека е ресторант тука да Да, читална. Справи, знам дека имаше вратило, кон, тие маленко тоа јарец, како го вика, трамбулина, знам да имаше, важиња, јазни за качување, као скали нешто овие дрвени. И тоа, разбој, да, обавезно разбој имаше. Во средината на 19 век, кога во Европа настануваат голем број на револуционерни превирања на народите и се бара пат како да се дојде до заштитување на својот идентитет, чешкиот народ бил во состав на австро-унгарската држава. На тој народ му се заканувала многу брза германизација. За да не се случи ваквиот вид на асимилирање, интелигенцијата на чешкиот народ на чело со доктор Мирослав Тирш на 16 февруари 1862 година во Прага ја формира првата спортско-културна организација. Само 2 години подоцна, познатиот чешки професор Емануел Тонар оваа организација ќе ја именува во Соколска. Името Сокол е земен како символ на слобода, издржливост, одважност и независност. Доктор Мирослав Тирш, преку ваквиот вид на организација, се стремел да го обедини чешкиот народ во заедничка борба против австро-унгарскиот поробувач. Во својата книга "Основи на физичката подготовка" внел оригинален систем на вежби кој се состоел од 4 групи. Прва група – вежби без справи, одење, трчање, слободни вежби, строеви вежби, народни ора, танци и игри. Втора група – вежби на справи, вежби за дигање на тежина, фрлачки вежби, диск, копие, кугла, вежби со користење на предмети, јажиња, чуњеви, коцки, топки и обрачи. Трета група – масовни гимнастички настапи, слетови и слободни игри. И четврта група – боречки вежби, мечување, борење, бокс и вежби со отпор. Соколската организација многу брзо била прифатена меѓу чесите и масовно почнала насекаде да се организира. Соколството од Чешка многу брзо ќе се прошири и во другите словенски земји, како Русија, Полска и на Балканот. Благодарејќи на така брзиот развој на соколството, Мирослав Тирш се обидел во Прага 1868 година да организира заеднички јавен физкултурен настап на сите словенски соколски друштва. Но ваквиот обид не успеал, бидејќи австро-унгарската власт тоа не го дозволила. Дури 1882 година ќе се организира ваквиот вид на собор. На Балканот, првите соколски друштва се наоѓаат во Словенија. Словенците, како и чесите, биле први на удар на германизација од страна на австро-унгарската власт. Во октомври 1862 година во Љубљана е формирано првото балканско соколско друштво. Доктор Мирослав Тирш ја кажа познатата негова изрека: покажете своите способности, ама не на штета на другите. И само народ физички здрав и морално силен може да го издржи над преварот меѓу народите. По Првата светска војна во тогаш формираната Југославија насекаде се шири соколството. Во 1922 година се одржува првиот соколски слет, а вториот 8 години подоцна во Белград. Се соколски слетови се одржуваат и во Загреб, Прага, Виена, Будимпешта, на кои учествуваат и представници од Вадрска бановина, Македонија, во состав на тогашна Југославија.
Почитувани наши сограѓани, а сега да се вратиме во нашето Делчево. Како што кажавме, во 1921 година во Делчево почнува активно да работи Соколската организација. Првите нејзини членови со своите тренинзи започнале во просториите на тогашната зграда наречена читалиште. Во една од поголемите простории на читалиштето биле донесени и поставени гимнастички справи и реквизити за вежбање. Соколите ја имале истата опрема за вежбање, како што ја носеле и сите други соколи од Европа. На главата носеле капа со црно теме, а одоколу имало златна обвивка и соколско перо, бели мајци и спортски панталони. Младите и амбициозни спортисти секојдневно вежбале по неколку часа, па така нивниот труд многу брзо ќе биде забележан од нивните сограѓани, кога тие ќе им се представат надвор од малата сала, изнесувајќи ги справите надвор и така вежбајки. Униформата као некоја свечена војничка униформа. Што са носили на себе? Од главата надоле. Капа со перо, курки или блузи со гајтани тука златни сите тие, мирупети што треба, панталони чакшири и чизми. Тоа е свечена униформа била. Соколите како беа, со капи? Со капи носеа, пера, капи, тука одликувањата на рамењата, одликувањата беа това. А Чичо беше главен, он ги водеше напред. Со застава и нагоре рацете. Одеаше у парада со коли, кото војската што е наредена, подредена војската, така они беа подредени. Се со соколи. А добро. Марширааше. Да. Кото војници марширааше. И се загнеме да ги гледаме. Војска, музиката свири, војна музика свири, пред нив музика свири, по нив војска, уник кото војска, кото војници. Наредени. Така, униформа се облечени. Така беше. Така е било за време на таа стара Југославија. Стара Југославија. Шо ние деца. Деца, малечки. Малечки, па се загнеме да гледаме. Виснеме на ќошо тука, на ќошо кај Раде тука на ќошо. Скриеме се, па гледаме. Според податоците, кои досега ги имаме соберено, првата група на соколи од Делчево броела 16 млади делчевчани, од кои ги имаме имињата на само 4. И тоа, Илија Илиев, кој ги предводел и тренирал соколите, Христоф Ѓорги, Мавродиев Ѓорги и Златков Ѓорги. А потоа следуваат Симеонов Ѓорги, знаменосец на соколите, Миленков Трајан, Киро Мајсторчето, Георгиев Петар, Лазаров Благој, Андонов Кирил, Сосиев Борис, Јованов Ферчо, Танчо Какараската, Циповик Перо, Попов Никола, Арсен Лимунџијата, Арсов Никола. И сигурно уште многу други кои во понатамошниот тек на нашето истражување ќе бидат дознаени и забележани. Соколската организација од Делчево многу брзо се проширила и во селските населби, отварајќи своји ограноци на коим се приклучиле многу тамошни млади луѓе. Најактивни ограноци биле оние во селата Град, Вирче и Тработивиште. Началник на Соколите, тогашниот градоначалник што е бил Чипев Петар, а као секретар и предводник на Соколите Илија Таќев. Соколи мога да кажам нешто повечко за нив, кои ги знам, кои сам ги виждал во тоа време. Ѓорги Симеонов. Добро. По занимање да кажувам лекој што. Ѓорги Симеонов Касапи. Ферчо Стојанов. Добро.
имаше дуќан со овие плацови и басми. Добро. Славе Златков, Да. Никола Златков или Мушонови, како ќе Да. ги речеме, Ѓорѓи Мушонов, Крум Шошарата, Трајан Миленков, Тодор Попристо, Томе Попето, Павле Бизјако, Блажо Мавродиев, Ѓорѓи Мавродиев, Блажо Чимев, Зенил Кадиски, Митко Кусето, Мустафа Забар на Чамили и Демир Такои, Стојан Шишков, Ибо Дербо, Нофит Котев, Добри Лисавети, Перо Ѓорѓиев или Икин на Зора Коцина Чучај, Тинче Џабиров, Борис Сосиев, Киро Иванов и Стефчо Иванов. Тие ги знам кои са тие соколи били у униформи. Јас сум син на Ѓорги Златков, тако зван што викат порано, тако звани Мушон. Он е бил исто сокол, али јас као помлад току него познавам неговиот млад живот, него знам дека тој беше еден од тие негови другари по вака активен у повеќе спортови. Сега, памта го као дете, дека он сега, као например, таа година имаше доста снег, он за време на тоа ми е останало у памтење, за време кога заврнеше снег, он секој пат се до половин гол и со снег се маже и едноставно физкултура си правеше. Значи едноставно живеале малку по спортски. Спортски живот, така е. Друго не е бил некој кој знае да се е бавил со други работи, али у тој спорт соколски што е бил е еден од поактивните. Соколаната, тачно кога е изградена не се сеќавам, али соколашите тогаш беа многу уважени личности. Така? Ке нас. Покрај другите, Ило Драмчански, Благој Драмчански, Митката Чимев, Илија Тачев беше како воџа. Предводник. Да, предводник. Тука во Соколаната и стануваа. Да. Он и тука живеа. Тука живее. Да. Дали се сеќавате на они вежбите ги изведувале во Соколаната? Да. И имале сигурно своја униформа, носеле. Сеќавате ли некој што носеле на себе? Како униформа? Мајца, шорцеви? Не можам да кажам. Мајца, капи, Капи? посебно тоа долниот дел. Да. Исто, тоа фактички, они се одликуваше од другите луѓе. Али тоа го носеа само за време на вежбици. Да. Соколите во нашето место имали и свој подмладок до 14 години возраст и напредна група на младинци до 18 години. Делчево во текот на 20-тите и почетокот на 30-тите години брзо се развивало, а со тоа и бројот на жителите се зголемувал. Соколската организација била се помасовна, а со тоа се остварувало потреба за поттикнување идеи за изградба на спортска сала која со своите димензии ќе ги задоволи потребите на соколите. Многу е интересно да се напомене и тоа дека соколите освен што вежбале на справи, се занимавале и со други спортови кои во тоа време биле афирмирани во градот, како акробатика, атлетика, борење, фудбал и друго. Со текот на времето,
овие млади и амбициозни луѓе своите вештини ќе почнат да ги презентираат и надвор од општината. Тие почнале да одат на надпревари, организирани во соседните градови и градови ширум тогашна Југославија. Соколите почнале да го представуваат своето градче и надвор од Југославија, учествувајќи на соколски слетови во Виена, Будимпешта и Прага. Јас сум роден 39 година, 1939. Од новите кажувања имал сум среќа да е татко му на Санде живеат долго време. Него сум го прошал. Чо Ѓорги Чимев исто така живеа, Герасим ствари. Долго време и него сум го прашувал многу пати. И дури има една анекдота ми кажуваше кога били на надпревари во Љубљана и враќајќи се од таму, од Скопје до Велес дошли, има дојдено со воз и после на тука не имало превоз и со пајтон од Велес до Кочани. Ја вика беше студено, расправаш он и ми вика, и ја му викам Илија, татко ми си, Илија, дај да земе, вика, еден леп и ки си одиме, вика, пешки за Царево село. И купиле леп, тргнале, а татко ми парче по дел, кога дошле на Грлани, беше тогаш, имаше милиционерска станица таму, он лепо го изел го и му вика, тој му вика, му рекол че Герасим, дај вика да јадеме вика, а вика јас изедох, а видел гладен сум и пешки са, може замислиш зимно време од Кочани до тука пешки, таков љубов са имали према спортот, као соколи и тоа, да несреќон од меѓу тоа умира најмалку од нив. Али ми расправено тие луѓе што биле живи ми кажуваат. Слушал сум и од тој што викам Чига Герасим вика Виена, Загреб и Љубљана са биле за време на Краљевина Југославија. Исто така и учествувал со нив е бил и еден Благој Джингероч го викаме. Он е бил тркач на брзина. Да, на 100 метра. 100 метра и он е бил меѓу првите тоа во Краљевина Југославија. Да. Сега, имате ли слушано или знаете дека се одили на такмичење во тој временски период за време на Краљевина Југославија? Соколското друштво 28-29 година, тога е ова била Штипска бановина, да? И соколи од 10 се учествували на слетови во Загреб и во Виена. У Загреб се учествували Илија Тачев, Ѓорги Симеонов, он е бил знаменосец на Соколското друштво Штипска бановина. Добро? Во овие два града знам дека са били на овие такмичења. Делчевчани на своите сограѓани соколи требува многу работи да им бидат благодарни. Соколите ги воспитувале младите поколенија во духот на тоа да знаат да ги почитуваат постарите, да водат редовен и дисциплиниран живот, модерно се облекуваат, за познавање на нови и поцивилизирани средини и луѓе, градење на духот на заемно помагање и разбирање, и се она друго што го краси младиот и напреден тогашен делчевчанец. Благодарејќи на соколите, нашето градче се почесто ќе биде посетувано од луѓе од разни краеви на тогашна Југославија, а со тоа и ќе се развијат многу други гранки во градот кои ќе му возможат да оди напред во подобра еднина. Градчето станува се поубаво и поимотно. Се градат нови куќи, дуќани, општествени објекти. И благодарејќи на ваквата состојба, идејата за градење на спортска сала брзо ќе се реализира. После се изгради Партизан. Соколски дом. Соколски дом. Да.
Соколски дом, у кој беше и домакин, и водител, за спортовете разговарам, и водител Деде Ило. Едина сала која тогава постоеше, това беше салата на Партизан или некојше Соколски дом. Тука се одржуваа и приредби, и вечеринки, и дочеци на разни празници. Се беше тука врзано за таа сала. По иницијатива на Соколите, начело со својот предводник Илија Илиев и помошта на тогашните имотни луѓе од градот, во 1928 година почнало да се подготвува проект за изградба на салата. Самото започнување на градбата на салата и нејзиното завршување во 1933 година од граѓаните на Делчево било со задоволство прифатено и проследено. Соколаната имала димензии 30 на 18 метри и 450 квадратни метри површина. Во самата сала била изградена и бина која служела за разни приредби и забави кои се одржувале во вечерните часови, петок и сабота или на разни други празници. Салата имала и своји додатни простории кои служеле за сместување на реквизитите, соблекувални и простории за живење на фамилијата на предводникот на Соколите. А сещаш ли се Соколаната кога е правена? И од кој е земена тоа земјище? Това земјиштето не знам од кој е земено, ама сигурно там беа киселички бахчи, сигурно од киселичење е земено това место. А киселичење са били купили од некој курте, Агов курте. Соколаната, сещаш ли се како се е градила? Јас знам оти кога да прават до одие свирачи такова, ама се младеж у бели кошули у такова и какви беа, какви не беа, там од там, од Кратевско, од тамо до нас така соберени и играа тамо нажат. А која година беше, дали беше 33-та, дали беше тука некаде беше. 33-та крал Александар загина. Спортската сала, поточно речено Соколаната, гради се во периода од 30 до 33 година. До 33 година, да. Тога е изградена. Да, она е изградена за намерите само за Соколите. Што се случувало во таа сала? Во таа сала, значи, имаше, таму се вежба Соколите, а имаше и помлади више Соколи, кои, значи, као помладак, и они вежба салата на Партизан, Соколаната бивша, таму вежба онадеја и знам дека на свечаности едно 25-30 души беа во овие униформи, свечани униформи. Периодот од 1933 година до Втората светска војна, Соколите во својата спортска сала постојано ги обновувале справите, донесувајќи нови од Љубљана. Со новата спортска сала и новите услови за работа, Соколите се повеќе го усовршувале своето вежбање, така да стигнале до степен да некои од нив ја представуваат тогашната вардарска бановина, односно Македонија, на државни и меѓународни надпревари. Илија Илиев, Христоф Ѓорги, Лазаров Благој, Мавродиев Ѓорги, Симеонов Ѓорги учествувале на соколски слетови во Љубљана, Загреб, Белград, Виена, Будимпешта и на тие надпревари постигнувале големи резултати. Мора да се напомене и фактот дека Делчевската соколска организација во тогашно време била една од најактивните во Штипската околина. Како го изградили Соколски дом Соколаната, Илија Тачев, као секретар и домаќин, се уселува и живеат во Соколаната. Он е, значи, предводник бил, секретар на друштвото и домаќин. Вие сте и живеали некое време во Соколаната? Да, ние
сме, јас не сум бил ни роден тогаш кога се, мојата сестра помалата, она е родена во Соколана. И он држал и таму како бифе има. Да. Татко ми играмки покрај тоа што вежбали тоа, али се случували играмки и такви работи. Да, во Соколана. Во Соколана. Кои са били специјалности на него и на нив? На кои справи најмногу се Он вежбал? обично има вежбал на вратило и разбој. Сите соколи са занаčiji и тоа касапи, угостители, кондурџии, пекари. Од интелигенцијата многу ретко има, а са били сите занаčiji. Спонзори са били до Штип кога са одиле на слетови у областа, спонзорирал Тренчев, доктор Тренчев, со неговиот деда Ристо Каменаро, Киселички, мајсторче и градоначалникот Петар Чипе. Они се превоз до Штип, тога е во Делчево имало само 3 коли. И тоа, како ги вика, тие стари кои Фордови. Едниот Форд е бил на Филчо Насев Тасев, едниот на браќата Кадисчи Мусата и Зенил и едниот на Ефрем и Илија Мезелики. И со нив се до Штип одиле на слетовите и на припреми. Више од Штип натамука за Белград, за Загреб, за Лјубљана, за Виена, тоа е државата подносили са трошковите. Углавно, значи, сите соколи беа овие заначи. Това са били се од Делчево? Од Делчево, да. Од Делчево. Познавали се пријатели, другари, пријатели, а истовремено у Друштвото Соколско имаше и оркестар, тамбурашки оркестар. И тоа од соколите Трајан Миленко, брат му Коце Миленко, Павле Бизјако, Колобер Беринот, Пашата Стојан, тие на примови, на гитара и на басови. Во друштвото и забави, значи во Соколаната се приредува матинета и други ви културно надпревари, а навечер, значи, матине или игранки, што е било. Тога се, значи, тука е бил гарнизон и мало е, и овие матинета со соколите у Джабирското кафене се приредували и Спиро Икин на Зора Коцина татко, а нейниот чича Перо исто бил многу добар сокол. Соколската организација за време на Втората светска војна немала многу можности активно да работи и да се презентира. Многу фактори влијаеле да се ограничи работата само во градот Делчево. По Втората светска војна во Слободна Македонија, во склоп на Југославија, соколите и соколаната се преименуваат во Друштво Партизан. Ваквиот чин на преименување се случил во 1952 година, по иницијатива на напредни луѓе од Делчево. За прв председател е избран Герасим Андоновски, а за началник Никола Буински. Секретар на друштвото бил Никола Златков, а благајник Ангел Арсов. Првиот управен одбор го сочинувале Иван Сребров, доктор Стојче Арсов, Милка Такева, Томе Ѓоргиев, Зора Христова, Никола Димитровски, Зора Стојменова и Никола Стојменов, а од воената касарна Карапанџа и Ќорак.
Во тоа време била направена пропаганда за масовно учленување за деца и млади луѓе и направени посебни оделенија по пол и возраст. Партизан друштвото го презима улогата над Соколите. Да, на Соколите партизан друштвото го презима. Да. Имаше значи у салата вратило, конј, разбој, карики за качување. После Втората светска војна почнува развојот на Делчево. Тука се јавуваат веќе првите николци за потребите и од не само за леп, за преживување, туку и за култура, туку и за просвета, туку и за разонода. За разонода. И почнува да се стварат многу самостални друштва, формирани од поединци, али морам да кажам и тоа дека државата посебно беше заинтересирана да овозможи на овој свет електрификација и разонода. Тога се формираа разни друштва со кои агитираше државата, едноставно агитираше. Одеме по селата со драмски друштва, одехме по селата да игрорни друштва да обезбедиме да тој човек сване дека таа држава мисли спортски друштва да мисли за него. Почитувани сограѓани, тогаш најмногу се работело на спортската гимнастика и фудбалот. Во периодот на 1953 година се донесени реквизити за обучување на одбојка, ракомет, кошарка, пинг-понг, бокс, ритмичка гимнастика, атлетика, а истовремено со тоа беа направени соодветни терени на кои се спортувало. Во друштвото Партизан активно работеле музичката секција на чело со Иван Сребров и драмската секција со Никола Златков и Томе Георгиев. Друштвото со своите 500 членови активно учествува во голем број на организирани слетови во Република Македонија. Ваквата активност довело до тоа да се добијат средства за обновување на спортската сала, односно Соколаната. Со самото обновување, уште повеќе од рано наутро до доцна навечер се работело, спортувало, културно издигнувало и забавувало. Почитувани сограѓани, во оваа пригода ќе имаме честа да ви ги пренесеме биографиите на неколкуте соколи од Делчево, за кои имавме можност да се информираме и кои оставиле големи траги на развојот на спортот и културата во Делчево. Елија Илиев е роден во 1905 година во Делчево. Како млад и амбициозен човек, многу сакал да спортува и како таков активист е еден од основачите на Соколската организација во Делчево, далечната 1921 година. Елија Илиев потекнува од сиромашна фамилија и само со својот труд и работа напредувал во својот живот. Неговите напредни погледи на животот му овозможиле да се истакне како млад и перспективен спортски работник. Многу години бил предводник на Соколите, ги тренирал и водел на надпревари. Во Кралска Југославија, како член на екипата од Вардарска Бановина, заедно со неколку своји соколи од Делчево, учествувал на надпревари во Љубљана, Загреб, Белград, Будимпешта, Виена. Елија Илиев е еден од иницијаторите за изградба на Соколаната 1933 година. Умира 1942 година од силна настинка на 37 годишна возраст, оставајќи ја жената и трите деца сами. Биографијата на овој човек е полна со многу интересни моменти, кои што ќе бидат пошироко опишани во биографијата за Делчево, која е во подготовка. Иначе он е роден 1906 година во работничко семејство, се е занимавал со бил е шнајдер, учил занятки за шнајдер. Бил е молер, бил е дограмаџија, столар. И после известно време кај доктор Тренчев, познат тука во нашиот крај, била као болничар работи. И помлади ми расправале после, као че Николаш, он ги памти од он е као дете, али ипак и му останува во сеќавање сите тие. Плюс тоа се биле сите тука од градот и ги познавал. Ѓорги Златков е роден 1903 година во Делчево. Бил активен спортист и прв меѓу оние кои се вклучиле во Соколската организација. За него интересно да се каже дека во зимскиот период му било задоволство да се бања во снег.
Во центарот на градот поседувал своја кафеана и живеел доста убав кафеански живот. Имал голема фамилија и умира во длабока старост на 92 години. Памта го као дете, дека он сеја, као например таа година имаше доста снег, он за време на тоа ми е останало у памтење, за време кога заврнеше снег, он секој пат се до половин гол и со снег се маже и едноставно физкултура си правеше. Значи едноставно живеале малку по спортски живот, така е. Друго не е бил некој кој знае да се е бавил со други работи, али у тој спорт соколски што е бил е еден од поактивните. Инако обично живот со што се е занимавал, со што е интересувал фамилијата? Обично он е работил на многу места, бил е, па право да ви кажа, бил е и сокол, али занимавал се со разни работи. Бил е на патар, бил е клисар, бил е угостител, као последно што му е било занимање. Имал е кафана, у таа кафана имало за времето на неговиот живот, имале можда свој свет кои се имали стално секоја вечер да одат. Една маса може имало на овоа на локало, али секој пат имал свој свет кои са се тални мушери да може да си поминат вечерта и така да се занимават со нешто. Сега, поред тоа биле и на други работи, биле у црква е работил, биле патар, тоа го кажах, биле оноа у собрание као Сашо са собрание. Он е роден 1903 година. Тука во Делчево. Делчево си е роден, да. Колку години живее? Живеа 80 и уствари 90, скоро 91 тука некад, да. Долг живот. Долг живот имаше. И беше витален. Па за шаладжија е бил меѓу првите, као и секој друштво, бил е шаладжија нормално. Па меѓу тука у чаршијата сме живеали, едноставно мушоне и така. Разни шали и така да мине, што викат, животот толку. Ѓорги Симеонов е роден 1901 година и се занимавал со касапска работа. Како сокол бил знаменосец на организацијата. Учествувал на многу државни и меѓународни надпревари во Загреб, Будимпешта и Виена. Симеонов Ѓорги секогаш се трудел да го даде својот максимум за да го представи што е можно подобро своето градче. Борис Осиев е роден 1907 година во Осетија. Потекнува од богато буржоаско семејство. Мајка му била професорка, а татко му полковник. Во текот на Руската револуција 1917 година, како и сите други деца од богатите семејства, емигрирал заедно со неговиот брат во тогашна кралска Југославија. Средно образование завршува во Бела црква. Заедно со казачките артисти на коњи, изведува голем број на акробатски вежби и посетува голем број на држави во Европа. Толку бил добар и успешен акробат, што во Италија добива дијамантски прстен од страна на една грофица. Знаел голем број на јазици, меѓу кои германски, италијански, руски, француски, српски и романски. Со неговата група во 1939 година доаѓа во Делчево и се запознава со неговата идна сопруга Елеонора. Со неја се жени 1940 година и има 4 деца: Александар, Сергеј, Олга и Алексеј. За време на Втората светска војна, не можејќи да најде работа, станува молер и така ја издржува својата фамилија. Со Илија Илиев постојано е во активно вежбање на справи и како таков станува наставник
по-физичко после ослободувањето. Борис Осиев исто така држи и приватни часови по руски. 1968 година, после 48 години, оди во Русија да си ја види мајка му. Умира во 1982 година. Никола Буински е роден 1919 година во село Вирче. Во 1929 година, како ученик во трето оделение, станува член на Соколската чета во своето родно место и учествува во неа се до 1937 година. Никола Буински многу добро го запознава соколскиот живот и работата на соколите. Како млад и амбициозен човек, после ослободувањето посетува голем број на курсеви од сферата на физичката култура. Во 1947 година поднесува молба да биде примен во физкултурното средно школо во Љубљана, каде истото го завршува во 1950 година. По завршувањето на училиштето се враќа во својот крај и почнува активно и професионално да ги пренесува своите знаења на децата од Штипската околија. Истата година станува и началник на Друштвото Партизан, односно Соколи. Во периодот до 60-тите години работел како професор по физичко воспитување во гимназијата во Берово, а потоа и во Делчевската гимназија, од каде и се пензионира. Добитник е на голем број на признанија од страна на тогашна Република Македонија и Југославија и еден од најголемите ентузијасти за афирмирање на спортот и физичката култура во Делчево после Втората светска војна. Никола Буински умира на 72 години, оставајќи зад себе големи траги во развојот на ова градче. Почитувани сограѓани, нашата приказна за соколите не застанува тука. Ние и понатаму ќе истражуваме за уште повеќе да осознаеме за сето она што се случувало во времето на соколите и градот Делчево.